Салата во Радовиш носи среќа за Штипугуда. Одбојкарот Давид Стојанов вели дека во спортскиот рекреативен центар 25 мај минатата година одиграле два надпревара на кои доминирале и убедливо славеле. Очекува во исто такво светло одново во Радовишката сала да го добијат и норвешкиот Колил и да обезбедат следна фаза во Европскиот челендж куп. Јас би сакал да напоменам дека минатата година ние имавме два надпревари во таа сала и двата надпревари завршија со 3-0. Едниот беше финалето од купот. Мислам дека таа средба денеска ја памтам како изигравме сите како еден. Немавме никакви грешки, доминиравме на теренот. Па се надевам и на утрешниот надпревар некоја таква представа од нашата цела екипа и со ист резултат. Влезот во Радовишката сала ќе биде слободен. Тоа уште една причина плюс да се наполни салата. Одбојкарите бараат поддршка од штипската, но и од целата македонска јавност и полни трибини во спортскиот рекреативен центар 25 мај со цел прва европска победа која би можел да ги однесе во следната фаза каде ќе ги одмерат силите со италијански Милано. Би сакал да ја поканам целата штипска па и македонска публика утре да дојде во салата 25 мај во Радовиш со почеток од 19 часот да биде ветар во грб на нашите момци, да биде наш седми играч. Сакам исто да напоменам дека влезот во салата е бесплатен, не се плаќа влезница, така да се надевам и скоро можам да кажам дека сум сигурен дека со поддршка од публиката, со дисциплинирана игра на нашите момци се гледаме во следното коло во челендж купот. Надпреварот започнува во 19 часот, а поддршката од трибините за Штипугуда ќе значи многу, а одбојкарите се надева на полна сала и позитивен резултат за испишување на нова, но овој пат европска историја за клубот од градот Потисарот.